Митрополитот Тимотеј погребан на Плаушник. НАСА ја завршува мисијата на Вселенската станица. TikTok го укинува вештачкото разубавување на младите. Мистериозна зелена маска откриена под пирамида. Джиновските панди се враќаат во дивината. Вистина е, кој беше митрополитот Тимотеј? Предлози за украсување елка. Упокоениот митрополит Дебарско-Кичевски господин Тимотеј денес беше испратен до неговото вечно почивалиште во јужната апсида од храмот на Свети Пантелеймон на Плаушник во Охрид. Со владиката Тимотеј се простија сите членови на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, свештеници од епархијата, од другите помесни православни цркви и бројно свештенство и верници од цела Македонија. Во заупокоената света архиерејска литургија, одржана во катедралната црква Света Софија во Охрид, учествуваа и двајца владици од Српската православна црква и еден од Бугарската црква. Неговото блаженство архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, кој чиноначалствуваше со погребните служби, се прости од владиката Тимотеј, за кого рече дека како негов сослужител, како архиереј во Австралиската и во Дебарско-Кичевската епархија, дедо Тимотеј оставил дело кое ниту рѓата ќе го нагризи, ниту молците ќе го јадат. Македонскиот архиепископ нагласи дека Тимотеј како вистински архипастир и архиереј помогнал црквата Света Софија во Охрид повторно да си го добие местото за кое некогаш била изградена, да биде храм на Божјата мудрост и да продолжи да биде непоместлив и неосвојлив трон за радост и слава на охридските архиепископи. Дедо Стефан му порача на дедо Тимотеј со заминувањето да ја пренесе веста до блажените македонски архиепископи кои христољубиво и богоугодно му служеле на македонскиот народ и до сите кои молитвено помагале да се врати достоинството на древната Охридска столица. По повод упокојувањето на владиката Тимотеј, општина Охрид денешниот ден го прогласи за ден на жалост, откажувајќи ги сите културно-забавни настани на територијата на општината. Митрополитот Дебарско-Кичевски Тимотеј почина на 25 ноември во Скопје, каде беше хоспитализиран поради проблеми со срцето. Американската вселенска агенција НАСА планира да ја заврши мисијата на меѓународната вселенска станица до 2031 година, при што станицата треба да биде урната во Тихиот океан. Овој сложен проект ќе се спроведе во соработка со компанијата на Илон Маск SpaceX, која треба да обезбеди соодветна технологија и логистичка поддршка за безбедно враќање на станицата на земјата. Главната цел е да се избегне ризикот од неконтролирано паѓање и да се осигури заштитата на животната средина. Станицата, која беше символ на меѓународната соработка и напредок во вселенските истражувања, ќе биде заменета со нови, поефикасни платформи за истражување. Овој чекор го означува почетокот на една нова ера во вселенските мисии, со акцент на приватно-јавните партнерства и новите технологии кои треба да ја унапредат човечката присутност во вселената. Социјалната мрежа TikTok воведува нови рестрикции насочени кон младите корисници со цел да го намали негативното влијание врз дивната самодоверба и врз менталното здравје. Компанијата најави забрана на употребата на филтри за разубавување за корисници помлади од 18 години. Овој потек доаѓа како одговор на зголемените критики за улогата на социјалните медиуми во создавањето нереални стандарди за убавина и притисок врз младите. Новата политика е дел од пошироките напори на TikTok да промовира автентичност и безбедно онлайн искуство. Заедно со забраната за филтри, платформата разгледува и дополнителни мерки за заштита на корисниците, како што се ограничување на времето за користење и образовни кампањи за ментално здравје на младите.
Археолозите открија мистериозна зелена маска стара 2000 години во подножјето на древна пирамида во Мексико. Маската е изработена од зелен вулкански камен и се верува дека има символично значење, поврзано со религиозни ритуали и културни верувања на цивилизацијата која ја изработила. Ова откритие дополнително ја нагласува уникатноста на древната мезоамериканска уметност. Истражувачите истакнуваат дека маската била закопана заедно со други артефакти кои можат да понудат нови сознанија за обичаите и животот од тој период. И покрај староста, предметот е во исклучително добра состојба, што овозможува подетална анализа и реконструкција на неговата улога во тогашните општества. Бројот на џиновските панди во дивината продолжува да расте, благодарение на интензивните напори за зачувување и заштита на нивното природно живеалиште. Според најновите податоци, популацијата на овие загрозени животни надмина 1800 единки. Ова е резултат на долгогодишни програми за репродукција, пошумување и заштита на шумските региони во Кина, кои обезбедуваат идеални услови за живот и размножување на пандите. И покрај позитивните вести, експертите предупредуваат дека пандите се уште се соочуваат со сериозни предизвици, како загуба на живеалиштата и климатските промени. Продолжувањето на напорите за нивно зачувување останува приоритет за научниците и активистите низ светот кои работат на обезбедување на нивна долгорочна стабилност во дивината. Вистина е дека митрополитот господин Тимотеј е роден на 20 октомври 1951 година во Младо на Горичане, Кумановско. Потекнува од благородни и боголюбиви родители Александар и Љуба Јовановски, кои уште од детски години го задоиле својот пород, меѓу кои и младиот Славе, со христијанска љубов и љубов кон Бога. Вистина е дека почитта кон Бога придонесла, по завршувањето на основното училиште, под сестраната духовна грижа на протојерей Ставрофор Стојко Спасевски од Куманово и пастирските упатства на протојерей Ставрофор Спасе Стефановски. Младиот Славе да се запише за редовен ученик во Македонската православна богословија Свети Климент Охридски, прво во манастир Свети Илија во село Бањане, крај Скопје, а потоа во Драчево. Вистина е дека по завршувањето на богословијата се запишал на Богословскиот факултет во Белград, на кој дипломирал во 1976 година. Вистина е дека по дипломирањето, една година бил службеник во Македонската архиепископија во Скопје, потоа заминува на постдипломски студии на Понтификалниот ориентален институт во Рим. Вистина е дека успешно магистрирал со тезата Култот на Пресвета Богородица во Охрид и Охридско и се здобил со магистерска диплома. На повик на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија се враќа во татковината и се вработува како предавач на Богословскиот факултет Свети Климент Охридски по предметите литургика, историја на уметноста и патрологија. Светиот архиерейски синод за Македонската православна црква, Охридска архиепископија го назначи и заведе ректор на богословијата Свети Климент Охридски во Драчево, Скопје. Вистина е дека на 10 септември 1981 година во манастирот Свети Јован Крстител, бигорски од десницата на тогашниот архиепископ Охридски и македонски господин Ангелари е замонашен со монашко име Тимотеј. На 11 септември 1981 година е ракоположен за јеродјакон во истиот манастир. На 13 септември 1981 година е ракоположен во јеромонашки чин во манастирот Света Богородица. Пречиста кај Кичево, а за архимандрит е произведен во метохот на манастирот Свети Наум Охридски во Битола. Вистина е дека по изборот за епископ од страна на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква, на 20 септември 1981 година е хиротонисан за архиереј на Македонската православна црква. Охридска архиепископија во црквата Свети Димитри во Скопје. Вистина е дека од 21 септември 1981 година, со одлука на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија е назначен за митрополит австралиски. Тогашните услови налагаа да му биде доделена и упразнетата Дебарско, Кичевска епархија која ја управуваше како нејзин администратор, од каде што со самопрегор и трпеливост ќе раководи со двете епархии. Со австралиската до 1995 година, а со Дебарско, Кичевската епархија до неговото упокојување. Вистина е дека од 2016 година од Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија е назначен да управува како администратор со австралиско-сиднејската епархија.
Вистина е дека во изминативе 43 години како архиереј на Македонската православна црква, Охридска архиепископија митрополитот Тимотеј извршуваше и многу други одговорни задолженија. Беше секретар на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква и администратор на Повардарската епархија, а до неговото блажено упокојување беше и портпарол на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква. Декорацијата на новогодишните елки за 2025 година ќе донесе различни и неочекувани трендови кои ќе трансформираат традиционалната празнична атмосфера. Од кралска елеганција со златни и сребрени детали до диско мотиви со светкави украси и неонски бои. Новата година ќе биде одбележана со креативност и со стил. Трендовите вклучуваат комбинирање на класични и модерни елементи со фокус на луксус и веселба. Меѓу најпопуларните идеи се геометриските фигури и вештачките снегови. Поради зголемената популарност на персонализираните детали, многумина се одлучуваат за уникатни украси и лампиони кои ќе ја нагласат нивната лична животна приказна. Сето ова секако искомбинирано и со новите технологии, како што се LED светлата, но и LED екраните, кои се многу посветли, пошарени и поинтересни. Митрополитот Тимотеј погреба на плаушник. НАСА ја завршува мисијата на Вселенската станица. TikTok го укинува вештачкото разубавување на младите. Мистериозна зелена маска откриена под пирамида. Джиновските панди се враќаат во дивината. Вистина е, кој беше митрополитот Тимотеј? Предлози за украсување елка.